Добро вечер, почитувани гледачи, во продолжение минути предвидени за вестите од културата. Комеморација во чест на легендата на радиоводителството, музичкиот новинар Драган Б. Костиќ, се одржа во петокот во Младинскиот културен центар. Емоции, спомени, почит. И по некоја солза за човекот кој остави неизбришлива трага во македонската музичка култура. Легендата на македонското радиоводителство и музички новинар Драган Б. Костиќ. На комеморацијата во негова чест, со лични и искрени говори се обратија неговите блиски пријатели и соработници. Секој од нив сподели лични приказни, анегдоти и спомени кои ја отсликаа човечката и професионалната големина на Драган Б. Костиќ како пријател, визионер и влюбеник во музиката. Ги извадив само спомените и сеќавањата на тоа кога бев детенце со транзисторот на уво за да слушам диско селектор. Да ги слушам најубавите песни, да го слушам оној милозвучен глас кој не водеше во светот по кој она како деца копнеевме и ние да бидеме еден ден таму некаде на сцената со тие музичари. Години подоцна ме наврати и на некои други емисии. Ме наврати на Радио Урневес, кога веќе како тинејџер сладко се смеевме и забавувавме и со шегите кои беа во таа емисија и со извонредната музика која во низа течеше. Чест ми е што растев во времето со него. Целиот палав перо ке ми каза, во кој Драган Костиќ има најмалку 1/4. Ај сега мо се шалиме. Во диско туристова бане што кажа, тој човек сум ја, имаше една Јасмина и татко ја пушташе, то не поише од 9,5. И влага му кабина, бидејќи да ви кажам дека ние бевме привилегирани двајцата, тројцата од Бонтон, Томче, Дарио, Златко и јас, и нашите капути ги остававме тама и од повисокото можевме да гледаме која девојка ни се свиѓае. Ама ја имав кибицирано више таа што ми се свиѓаше, ама никако да одам танго да поиграм со неа, бидејќи едноставно топ листата кажуваше нешто друго понатаму. И му влегува ми на Драш, му викам, а бане до него седи. Викам, Драш, дај бе, пушти бе танго. Абе, викам, 9,5, абе, дај му, викам, ке ми избега пак оваа е. За најблиските, Драган бил човек од кого можеле да научат нешто ново за културната сцена, за уметноста, па се до секојдневните случувања и трендови. Своја трага оставил и во ноќниот живот, пошто граѓаните и денес го паметат. Поради неговата посветеност и знаење преку диско селектор, заборави ако можеш и други проекти и емисии, Драган Б. Костиќ за секогаш ја смени домашната културна сцена. Беше интелектуалец на високо ниво. Зошто? Па не пратеше само музика, и пишуваше, и книги, и се интересираше за политика. Секој пат Сабајле ке ми кажеше што има ново, глобална, што има ново од музичкиот свет, остварување. И стално бев информиран од Драган. Еден ден знам дека јас ке дојам кај тебе и може би ке направиме, се извинам, повторно небески диско турист. Тогаш дојде на проба Драган Костиќ. Ние тројца, он карши нас. Најголемиот најбитниот момент во мојата кариера. Ја обично кога настапувам пред луѓе денови унапред се спремам професионално што ќе кажам. Сега не се спремав, ама баш уопште. Ако сакам да кажам една стотинка тоа што сакам за Драган, што знам, ќе трае со сати. Драган беше човек со кого можев да разговарам за се,
можевме да разговараме за секакви теми. Он беше една неисцрпна енциклопедија за музика. На секоја средба не пропушташе да ми раскаже по нешто од книгата која ја подготвуваше. На комеморацијата присуствуваа членови на неговото семејство, бројни луѓе од културата и од музичката сцена, колеги, пријатели и верни фанови, кои со долги аплаузи и тишина полна со почит му оддадоа последна почест. Драган Б. Костиќ почина на 20 декември 2025 година на 75 годишна возраст. Имаше богата и влијателна кариера која ја изгради во македонското радио, како автор и водител на култните радиоемисии Диско Селектор и Заборави ако можеш. Диско Селектор која започна со емитување на 29 јуни 1974 година. Со децении беше музички компас за многу генерации слушатели. Заборави ако можеш започна во 1991 година и до 2013 година го доживеа своето 4500 издание. Со заминувањето на Драган Б. Костиќ, македонската медиумска и музичка сцена изгуби голем професионалец, но неговиот глас, вкус и љубов кон музиката ќе продолжат да живеат преку генерациите што ги обликуваше. Етнолошко-документарниот филм Хембој во продукција на Музеот на Македонија, авторство на етнологот Елизабета Конеска, ја освои гран при наградата од публиката за најдобар документарен филм на ТЕФ Фест Крк, меѓународен фестивал за туристички и етнофилмови кој се одржува на островот Крк во Република Хрватска. Филмот триумфира меѓу 72 селектирани остварувања од вкупно 127 пријавени од целиот свет. Хембој е филм за единствениот бојаџиски занает во старата Скопска чаршија. 3 генерации од семејството Незири го водат дуќанот речиси 50 години, а го презеле од семејството Бојаџиеви. Сниман во текот на 2014-2015 година и речиси 10 години подоцна во 2023 година. Филмот е сведоштво за наследството на занаетите и традициите, како и на секојдневните активности во мултиетничката средина во чаршијата во Скопје. Филмот премиерно беше прикажан во Скопје на 15-тиот фестивал Македокс, потоа на јубилејниот 10-ти Етнов, меѓународен фестивал за етнографски филм, како и на ДЕФ, Денови на етнографски филм во Љубљана, и на Кратфест 2025, меѓународниот фестивал на етнолошко-документарен филм. На сцената во Театарот за деца и младинци, актерката Ана Левајловиќ Бошков на 24 декември одбележа 3 децении посветени на најискрената публика. До сега остварила 56 улоги во различни представи, а со представата Црвенка Палани ја надмина бројката од 300 изведби. Да се твори 30 години е навистина интересно, а летна како миг. Можам да кажам дека кога ќе се присетам што се помина во овие 30 години е навистина една преубава и магичен период каде што создадов многу представи кои се за мене исклучително како еден волшебен свет, свет на фантазија, свет на созревање, свет на стабилност. Затоа уживам што сум дел од овој театар и што сум дел од овој тим кој создава и ќе создава представи. Во мојот матичен театар имам одиграно 57 представи, а мојот јубилеј го означивме со представата Црвенкапа. Таа беше 303-та представа, така да еве на тековниот репертоар следат сите представи што може да се видат на нашиот репертоар, а најнова ни е Која е Лорет представа и ве поканувам сите да дојдете да ја погледнете, прекрасна представа. Целото интервју со актерката Ана Левајковиќ Бошков, кој го сними нашата колешка Ирена Спировска, ќе го емитуваме утре во рамки на нашата утринска емисија Добро утро секое утро. А сега продолжуваме со уште една информација за љубителите на пишаниот збор. На вториот конкурс за наградата Оливера Николова за најдобар необјавен роман за деца и млади, кој беше отворен од 11 септември 2025 до 11 јануари годинава, пристигнале 46 ракописи.
Одлуката за добитникот на наградата за 2026 година ќе биде објавена на 11 март на денот на раѓањето на Оливера Николова. Наградата е откупна и се состои од паричен износ од 60.000 денари, статуетка и објавување на романот во посебна едиција на издавачката куќа Арс Ламина. Таа ќе биде врачена на посебен свечен настан. Наградата Оливера Николова за најдобар необјавен роман за деца и млади ја востанови издавачката куќа Арс Ламина со поддршка на семејството на Николова на 11 март минатата година. Николова почина на 3 ноември 2024 година. Мисијата на наградата е двојна – да се одржи континуитет на големото авторско име на Оливера Николова со символично творечко надоврзување на нејзината бележита трага во современата македонска книжевност, како и да се ревитализира еден од жанровите во кој Николова создаваше – романот за деца и млади. На првиот конкурс победи романот Джинџуџе од Ермис Лафазановски, избран од вкупно 38 пристигнати ракописи. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Се надевам го задржавме вашето внимание и ви благодарам што бевте со нас. Секако останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа.